Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри ли сте? Да, Да? Ги исполнувате дадените задолженија што ги добивате од страна на мене? Да? Ајде да се надеваме. За денес јас подготвив уште еден час, што може би ќе биде поинтересен во споредба со другите два часа што ги имавме онлайн. Затоа ќе треба да бидете внимателни и да следите како и што треба да се прави. За денешниот час наставната содржина е местоположба на координантна мрежа. Целта која што треба да ја реализираме на овој наставен час е да знае, да чита и да внесува координати во правиот квадрат. Кој е критериумот за успех или очекуваниот резултат? Чита и знае да внесува координати во правиот квадрат. Активноста, како ќе го започнеме часот? Најпрво ќе ги појасниме поимите што се координати, утврдување на положба на некоја точка, потоа што е хоризонтална вредност, како се означува, што е вертикална вредност, како се означува, и ќе определуваме положба на точка во мрежа со редови и колони. Ќе добиете и определени насоки како правилно да цртате, како правилно да ги запишувате координатите што се дадени во одредена мрежа. Потоа ќе ги кажеме кои се заклучоците и на крај ќе имате можност вие дома на вашите компјутери да искористите една апликација каде што ќе може да цртате и да ставате точки, а потоа и 2D форми и да ги определувате точките на координатната мрежа. Дали до сега ова што го кажав, разбравте отприлика што ќе работиме? Да? Да. Или не? Да. Може да одам понатака. Цртање на мрежа. Јас во оваа апликација, не знам колку забележувате, погледнете, представува простор поделен на квадратчиња, исто како вашите тетрадки. Дали е јасно тоа што е прикажано на самата страна? Да. Кога исцртуваме координати, или пак ќе се вратам да ги кажеме хоризонтална вредност или координата X и координата Y. Прво започнуваме со хоризонталната координата и затоа се вика X, а потоа со вертикалната или Y. Местото каде што се сечат тие двете секогаш го означуваме со О. Сега ќе ви покажам како се црта просторот. Всушност го користам тука за цртање на координатите и другите линии да ви биде појасно. Може би во моментот сега ќе почекаме додека се уклучи. Да изберам сега боја. Значи, постојат сите можни начини. Сакаме со потенка линија да цртаме, сакаме со подебела линија да цртаме. Одбираме ние тоа што сакаме, со што сакаме да цртаме. Јас сега во моментот ќе го изберам третото поле, притискам ОК и потоа во делот кај што ви се прикажани со курсерот одам права линија, со една стрелка линија, со две стрелки линии. Значи јас ќе изберам правата линија. И што ќе правам? Ќе повлечам прави линии. Дали гледате како се повлекуваат кога се работи на компјутер? Да.
Да. Да. И мислам дека е ова многу лесно и да ја исцртате, еве како јас сега тука криво што ја поставив. Одма може да избришете, се брише сето тоа што е исцртано. Уште еднаш ќе се вратам да ја земам гумичката, знаете исто како што и се црта во програмата Paint, како што работиме по компјутери, кога треба нешто да цртаме. Сега, овде во долниот дел, што треба јас да запишам по нулата во редов, ова се нарекуваат редови. Што треба да запишам? Мора да се вратам на букви. Вака. Тука треба да запишам еден. Така. Еве, ќе го. Овде во овој дел треба да биде. Но мора да се, еве вака доле ќе ги запишам за да биде, еве го еден, еве го тука ќе ти биде А, и ќе ги зголемам за да може добро да гледате. Ќе одиме, еве, со 20, значи 2 треба да го вратиме, еве тука. Вие се, и што треба да направиме сега? Да додадеме пак цртички. Во каква положба треба да ни бидат сега цртичките? Во хоризонтална положба. Еве се ќе почнам јас од тука. Еве тука, цртам следна. Нема потреба да цртаме повеќе, мислам дека ви е јасно како се исцртува координатна мрежа на компјутер. Сега, што е важно, тука што треба да додадам? Пак да додадам броеви. 1, тука ќе биде 2 и истите ќе ги зголемам за да може да гледате. Еве го и бројот 1 ќе го зголемам. Дали е ова јасно до сега додека појаснував јас? Значи, што се овие? Во хоризонтала се редови, а во вертикала се колони. Дали ви е јасно до сега како се црта? Ова може да го работите и во вашите тетрадки по математика, да вежбате цртање на мрежа, за да може правилно да ги искористите квадратчињата кои што ги имаат тетрадките по математика. Сега ќе одам со третата страна. Имаме исцртано веќе една мрежа и означени се неколку точки. Дали забележувате како се означени и колоните и редовите? И уште еднаш тука ќе повторам, хоризонталната вредност или X координатата секогаш се задава прва, како тоа што го кажавме и претходно. Вертикалната вредност Y координата се задава како втора. Сега, на оваа координатна мрежа јас имам обележано неколку точки. Правилно треба да ги читаме. Местоположбата на секоја точка може да се определи со две координати. Координатите се запишуваат како подреден пар во загради. Например, како што е точката А. Има местоположба 1 и 4. Координатите означуваат каде се сечат хоризонталната и вертикалната линија. Сега давам шанса на учениците да определат што? Што да определат? Координати на точките. Јас тука ќе запишувам само. Ајде прв кој ќе се јави и да определи координат на Д точката. Д. Може да се вклучите, кој ќе се јави,
каде се наоѓа точката Д. Ме слушате? Кој ќе се јави да прочита? Да определиме, прво запишуваме од хоризонталната линија каде се наоѓа, а потоа од вертикалната. Има ли кандидат кој ќе каже каде се наоѓа точката Д? Зошто молчите? Ајде, Ненад. Ало. Добар ден. Ајде, Ненад, како ќе прочитаме? Точката Д се наоѓа, отварам заграда и запишуваме 1, запирка 1. 1. И ја затвараме заградата. Одиме за точката Б. На друг кандидат. Добар ден, наставничке. Добар ден, наставничке. Добар ден, Јована. Место положбата на Јована, како читаме? Б е на 3, запирка 2. 3, запирка 2. Која точка ни остана уште? Точката С. Каде се наоѓа? Точката С, кој ќе се јави друг? Ајде тука малку да ја поместам точката. Виде на соодветно место. Ајде. Каде се наоѓа точката С? Добар ден. Добар ден. Се извинувам. Ајде, Горас. Точката С се наоѓа на 4,1. На 4, запирка 1. И остана точката Е. Следен кој ќе се јави, кој ќе биде следниот? Следен кандидат, кој е? Да не именувам јас, нака се приклучи некој. Добар ден. Ајде, Стефанија, кој? Добар ден, кој ми кажа добар ден сега? Ненад. Ненад, пак си. Ајде, Ненад, повели. Точката Е се наоѓа на 5,3. 5,3. Вака определуваме и читаме координатни точки. Ова правило мора да го знаете, дека најпрво се чита од хоризонталната или од иксот, а потоа одиме во колони. Редови па колони. Следно, што треба да го видите е и читање и запишување на координати на темиња на квадрат. Сега, јас тука имам нацртано еден квадрат, вие треба да означите или да кажете за точка Б. Ајде сега пак интерактивно мора да одиме ова да го појаснуваме заеднички. Давам збор на кој ученик ќе се јави и ќе определи координати на точката Б. Кандидат, кој ќе биде следен? Кој ќе биде следен? Исто се определува прво, еве не се гледаат точките, вака затоа го подигнав, редовите, а потоа колоните. Дали имам грешка тука направено? Не. 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 Добро. А како ќе запишеме за точката Б? Ајде. Јована, ајде. Давид, каде е? 3,2. Моли? 3,2. 3, значи прво треба да запишам 3, запирка 2. Одиме следна точка, точка С. 3,4. 3, запирка 4. запирка 4. Одиме за точката Д. 1,4. 1,4. Запирка 4. Добро. Дали е сега јасно ова?
Да. Да може да користиме и да нацртаме триаголник и да му определиме и на него. Ајде да кажем, еве. Значи се може да правиме во оваа програма. И уште еднаш да земам една линија и да повлечам. И како да го значиме овај сега триаголник? Како да го означиме? Еве горе. Или како да прочитаме, ајде. Ќе означиме и точки може да дадеме. Може точки да му додадеме и да го означиме. Но јас тука не би се задржувала, затоа што ќе биде многу поинтересно кога ќе одиме онлайн поставување и читање на координати. Дали до сега ние имаме некаква апликација искористено за представување на точки во координатна мрежа? Јас мислам дека имаме. GeoGebra. Во GeoGebra, да. И така ќе се приклучиме. Е ова една нова апликација што ја пронајдов. Исто може да се искористи за определување на точките на кое место се наоѓа. Или може исто да се користи за да се подсетиме за симетрична фигура да нацртаме некоја друга форма и да определиме симетрија или пак да правиме ротација на определен 2D, на определена 2D форма, триаголник, квадрат, правоаголник, круг или нешто друго што ќе нацртаме. А исто така оваа апликација ќе ја користам во петок кога ќе појаснувам една нова наставна содржина за математика, а исто ќе биде со цртање. Сега ќе одиме на следната страна и јас тука ќе се приклучам директно на страната. Не, веќе почекаме да ме уклучи. Или постои некако. Еве, добро. Еве ја страната. Еве. Дали забележувате што се имаме и што се можеме да правиме на оваа апликација која може да ја користиме за определување на точки на координатна мрежа. Сега јас најпрво само ќе земам една точка, нова точка ќе земам и ќе ја ставам тука директно. А некој треба да ми прочита. А резултатот го имате точно таму. Само сега треба да ми прочитате. Точката А се наоѓа на третиот ред и третата колона. Дали се слушаме? Да? Да. Да, сега јас ќе нацртам, ќе земам друга точка и ќе ставам тука. Како ќе прочитаме? На некој што не му беше јасно. Наставнички, кај мене не се појавува... Бил слайдот е. Мене ми се појавува координатна мрежа 2 и нема ништо нацртано на неа. И кај мене. Да. Не ја гледате? Не ја гледаме. Не. Да ја подберам да видам дали сега ќе видите нешто. Дали гледате сега нешто? Не. Исто координатна мрежа 2 е. Добро, ајде сега се враќаме.
од почеток ќе ја прикачам пак. Само оваја страна сега. Јас мислев директно ќе ве води на... Ајде вака. И сега ќе одиме директно, мислам дека е ова. Не е така. Ќе се вратам назад пак. Само вие кажете да додадам, да видам тоа на експлорерот ми отвараше. Дали... Еве. Покасно. Треба сега да се појави. Се појави? Да. Да. Да? Да. Сега да се појави, да? Ево го. Добро. Да. Ќе земам нова точка и ја ставам тука. Кој ќе ми прочита сега? За точката С. Сега више нешто е зголемено. Не е представено еден на еден, како што беше едно квадратче. Сега имаме колку? Точката С се наоѓа на 15 и 10. Значи, тоа што треба вие да го знаете. Вредностите, исто како за собирање на податоци, ги даваме на хоризонтала и вертикала. На X и на Y. Тука ни е за 5. Гледате, не е 1, 2, 3, 4, туку е 5, 10, 15, 20, 25, 30. И затоа е така дадено. Дали е јасно сега ова? И како Да. ќе кажем? Точката С се наоѓа на 15,10. Да, записка 10. Сега ќе одам со зголемување. Ама, еве, точката А ќе ја сместам тука, точката С тука. Како ќе прочитаме сега? Ајде да видиме како ќе прочитаме. Сега имаме за зголемување за 2, 4, 6, 8. Или броиме ненапред за 2. Како ќе прочитаме? 4. 4,6. А за точката С? 16,10. Добро. Уште една точка сакам да додадам. Еве ја, тука ќе биде точката. Како ќе ја прочитаме? Точката може хорски одговарање. 20,2. Дали ова до сега што го презентирав би се разјасни? Да. Да? Добро. Значи дома вие може да вежбате на оваа апликација, да искористите за означување на точки во координатна мрежа. Но сега јас ќе одам и со нова страна. Сакам да искористам нова сесија. И се ќе ми кажете дали ќе гледате. Тоа е важно. Или ќе треба да се вратам од почеток. Гледате? Пребарувачот го гледате. Не, истото е. Добро. Ајде, сега ќе се вратам јас. Тука. Само да видам. Сега мора да се отвори кај мене страната и да ви ја испратам пак повторно, за да го покажеме и тоа како ќе читаме. Треба да се активира, мора да почекам јас прво, за да може да ви ја испратам страната. Сега ќе ми кажете дали добивте. Да. Се гледа? Да. Еве, отидов на пребарувач. И треба да
да нацртаме нешто тука, дали триаголник, или квадрат, или правоаголник, што сакате. За да може да цртаме, што треба ние да пронајдеме тука? Дали со точките ќе ги означиме или прво ќе пронајдеме некоја права линија? Што треба да пронајдеме? Што треба да цртам јас? Или да земам готов? Еве, триаголник. И ќе го ставам. Каде додам? Може? Може надоле. Може. Еве тука. И ќе одиме нагоре за да ја Ајде се да исклучи. Не требаше тоа. Треба да кликнете на А. Треба да кликнам, ама ми се дава нешто друго сега во моментот. Се вратам назад. Еве вака. Еве. И ќе го сигнам. Црна слика. Не се гледа ништо. Се гледа. А се врати сега. Сега што оваа точка нема потреба да ја гледате. Што нацртав сега јас? Кој ќе одговара? Што нацртав? Вие нацртавте триаголник. Нацртав триаголник. Што друго забележуваме кај триаголникот? Ова ми е вишок и тоа треба да го знам, да не го гледате. Што забележувате покрај тоа што нацртав јас триаголник и на триаголникот му се означени страните. Од левата страна точно ни се дадени точките на триаголникот. Забележувате, С е на 5,1, Д е на 3,3, оваја точка требало да биде, е на 6,2. Но таму и нешто помалку дава, бидејќи не е на соодветно место точката ставена. Дали е ова јасно? Исто така, тука автоматски ни се означуваат и страните на триаголникот, А, Б и С. Ова Б, С иде онака како што се означени тука самите темиња. Дали е ова сега јасно? Ако треба да го ротирам триаголникот, каде ќе го изротирам? И како ќе го изротирам? На која страна треба да биде триаголникот? Или да имаме симетричен триаголник, на која страна треба да го изцртам? На десната е сега. Треба да биде на лево, да, од левата страна. И тоа ќе биде што? Како ќе го наречеме тоа? Симетричен ќе биде едниот триаголник на другиот. Ова ќе ви биде задолжение за домашна да поработите на оваа апликација GeoGebra ORG Classic. А и јас ќе ви напишам ако некој нешто не му е јасно и заборавил. И сега ќе одам пак на друга работна површина, за да може да продолжиме со дискусија. Ајде, сега ќе ми кажете дали добивте друга. Да. Да, добро. Ја добивте и другата слика. Значи, тука еве се овие страни што се запишани. Значи, каде јас очекував дека директно ќе оди ова и дека нема проблем да прикачувам страни, но не се случи тоа така. Знаете дека интерактивните тие средби со ученици мора да се наоѓаш на секаков начин за да испратиш одредена информација за да им биде јасно што треба да работат. Би се вратила на почеток на страната, што се правевме според овој план, што е, сакам да донесеме заклучоци, што е X координата, кој ќе ми одговори.
Дали ме слушате? Кој ќе се јави за збор? Што е X координата? Има некој приклучен? Дали ме слушате? Добар ден, И- X координатата ја означува хоризонталната вредност. Y координатата што означува? Јас? Да, продолжи. Y координатата ја означува вертикалната вредност и сегаш А, координатата X и ја се сеќат се двете забава. координати. А местото каде што се сеќат двете координати со што го означуваме? Со буквата О. Со буквата О. Како ги запишуваме ова што мора секој да го знае? Вредностите што ги добиваме. Дали ги запишуваме само 1,3 или тоа треба да ни биде ставено во заграда? Како ги запишуваме координатите, вредности? Ајде, кој ќе се јави? Тие треба да бидат ставени во загради. Тие задолжително треба да ги ставаме во заграда, затоа што правилото првиот број ни означува по хоризонтала, а вториот број ни означува по вертикала. Сега ќе се вратам на ова домашна работа, ученик страна 114, задача 1 и 2. За денеска само оваа домашна задача ја имате. Да ги завршите тие две задачки. Мислам дека во учебникот се и две задачки. Следните домашни задачи што ви се за математика за оваа недела во врска со начинот на читање и запишување на координатна мрежа, ги имате дадено во појаснување во дигиталната тетрадка по математика за домашна работа и таму ви се дадени насловите и страните што треба да работите. Се надевам дека ова што го испрезентиравме денес ќе ви биде јасно и нема да правите грешки и точно ќе ги завршите домашните задачи. Исто така сакам да појаснам нешто, бидејќи на некои домашни што се зададени во дигиталните тетрадки пишува работна тетрадка по математика и страни може директно да ги работите во работната тетрадка. Ме слушате? Да. Одговарајте кога прашувам. Значи, ако пишува работна тетрадка страна 64, еве, сега не знам точно која страна беше, пишувате директно во работната тетрадка и вежбате. Ама тие сите задачи и задолженија што ги добивате сега преку ваквиот начин на учење ќе дојде до начин кога и ќе се проверат. Не значи дека некој нема да ги провери задолженијата што ги давал во текот на часовите. Дали има прашања или има на некого нешто да не му е јасно. Ова е исто како и на редовен час во училница, кога на крај ги носиме заклучоците, што треба да знаеме, претходно треба да прашам дали ви е јасно на сите од тоа што го испрезентирав денес. Да. Јасно. Јасно? Да. Јасно. Да ве слушам во хор. Да. Јасно. Јасно. Знаете домашната задача каде ви е дадена? Да ви отворам ли? По Во математика. хомворк. Да ви отворам сега. Еве домашна работа по математика, читате? Страна 114 или 115 беше? Да се вратам назад. 114, прва и втора. Прва и втора. Грешка сум направила јас. Трета. Не се септо. Прва и втора. Ајде да видам за еве работна тетрадка и еве 114 кај сум го ставила. Значи овде 115 треба да биде. Моја грешка е Не на 15. Таму е за први четврти. чекај сега учебникот е пред мене, ќе провериме. На страниците таму каде што пишувате е домашната за први четврти. Јас знам каде пишувам. Значи, на страна 115 вие за први, четврти, прва, втора и трета задача.
Корекција направив. Вие точно ќе си знаете, значи учебник страна 114, работна тетрадка 64 за во вторник, за во среда вие 115, имате тука читање на точки, координатни точки и каде се наоѓа една мапа имате. Во учебникот и таа треба да ја поставите и да ја решите. Да изчитате тоа се што се бара според задачите и да запишете. Дали е сега ова јасно? Да. Да? Да. Сега може да ви дада начин да видиме дали ќе може да пишувате. Леле. Може? Се пишува? Не, Во чатот? Не се пишува. Да, не ми дава. пак не дава. Only owners can send Не messages дава. to Chan. Само малку да ви Не дава. ушол Не дава. conversation и одма ќе се појави десно во подручје. Да. Пак не дава. Пак не дава. Не знам што е проблемот. Лука Јави нема и да... овој пат. Што? Сега? Ајде пробајте. Пак не дава. Пак не ви дава? Не дава затоа што таму пишуваме у general и не ни дава веќе да пишуваме у general. Затоа. Добро. Ајде, Марија ска била приклучена? Не можете, значи да пишувате со што таму се пишува. Добро. Еден заклучок сега да донесеме, кој ќе каже што треба да знаеме за оваа наставна содржина и за следните часови што ни е за вежбање. На што треба да обрнеме внимание, за да ни биде јасно се. Кој ќе се јави за збор сега? Нема никој. Ајде, кој ќе се јави од тие сите што се Јана, Јана Велковска беше така, Мила, Марија, ајде Марија, што треба да знаеме за оваа наставна содржина денес што ја реализиравме? Марија? Што треба да знаеме? Правилно да читаме на координатна мрежа. Може? Марија, нема да кажеш? Ајде, Ива. Ива, што ќе каже? Ива, ме слушаш? Приклучете го микрофонот. Ива? Ајде, одговори ми како? Што треба да знаеме? Кој заклучок го донесовме денес, за да правилно работиме на координатна мрежа, што треба да знаеме? Еден заклучок имавме. Ајде, Марија, кој е сега? Ива приклучен. Нема да ми каже Ива? Ние треба да знаеме како да читаме координатната мрежа. Правилно да ја читаме координатната мрежа. По што треба правилно да читаме координатна мрежа? По што? Кој ми се јави? Јана Петрушевска беше? Велковска. Велковска? Добро. Ајде. Како треба да ја читаме? Велковска, Јана Велковска, како треба да ја читаме? По хоризонтала и по вертикала, по редови и по колони. Добро, останете уште на линија, јас сега ќе се исклучам да не се снима часот, па ќе продолжиме со
Дискусии со разговори.